Драги дядо Владика, мои мили роднини, братje и сестри македонци. Защо ми е много полезно, искам да кажем няколко думи по-английски, ви се може. We have visited many of you in many lands. And the fact of you, Begalci, who have suffered so much, yet feel and have dedicated yourselves to the lives within the countries in which you live today, I say to you, I am proud that much more to be a Macedonian. And that is why the Prime Minister of Canada has honored me to read this letter to you. The Association of Refugee Children from Aegean Macedonia. I am pleased to send to you an illustrious group of Canadians who wish to maintain their links with their countries of origin. My warmest greetings on the occasion of your reunion. Canada is indeed fortunate to enjoy the contribution of such a rich mixture of peoples. Your association members can be proud of their role in improving and deepening Canada's ties with our European friends. Подписано от Prime Minister на Канада, господин Брайан Мулрони. Само още един, как да се каже, голям благодарност към Републик Македония, който е в Югославия, без нея не знам дека бегалците или кой да беше, сега же може да се съберат в този ден в тези народен край. Srdečno ve pozdravljam i ja čestitam našата prva zajednička stredba, što se održava vo našето ubavo Skopje. Ja koристиме ова можност за да ве информираме дека одборите во Австралија и натаму ќе продолжат со упорна работа, се додека не дојде до целосно признавање на постоењето на македонскиот народ, посебно постоењето на македонското малцинство во Грција. Изминаа 40 години. Неверојатно. 4 полни децении од принудниот екзодус во далечната 48-та година. Изминаа 4 децении, а ние, еве пак сме, заедно на тлото на слободниот дел на Македонија, кон која секој од нас е длабоко поврзан. Паралелно со националното угнетување, грчката држава спроведуваше активна политика на асимилација преку нејзината културно-политичка надградба, училишта, цркви, војска и друго. Поради притисокот на меѓународната прогресивна јавност и на Друштвото на народите, Грчкото министерство за просвета задолжи една комисија составена од Папа Захарију, Сајачи и Лазару да изработи буквар за македонските деца. Овој буквар, наречен Абецедар, беше готов во септември 1925 година и е печатен со латинска азбука на македонски јазик, леринско-битолски дијалект. И покрај фактот што Абецедарот не стигна во рацете на македонските деца, сепак неговото публикување представува официјално признавање на нацијата и јазикот.
Политиката на геноцид во однос на македонската нација беше поддржана од сите грчки политички партии со исклучок на Комунистичката партија на Грција. Таа под влијание на македонската историска реалност во 1931 година ја отфрли теоријата дека македонскиот народ е создаден од грци, срби и бугари и ја призна македонската нација. Таа констатира дека македонската нација не е ниту бугарска, ниту српска, ниту грчка, туку само македонска. Признавањето на македонската нација ја принуди Комунистичката партија на Грција да го дозволи формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија врз македонска национална основа. Појавата на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија е примена со големо воодушевување, како резултат на што се формираа 17 организации со вкупно 900 членови. Од ваквата принципиелна политика, Комунистичката партија на Грција започна постепено да се оддалечува и ја прифати политиката на грчката држава во однос на македонското национално прашање. По мартовските настане 1941 година Хитлер одлучи да ја уништи Југославија како држава. Нареди напад на Југославија. Секат и ноќта црна, се рути карпа мрак. И петли в село пеат, и зората се зори. Над карпа в крв се мие, и темнината пие, силно светнал ден. Со тоа започна вооруженото востание на македонскиот народ. Кој ви се не крена рака да не уништи и да не избрише од земјината топка како народ. Но во таа вековна борба паѓавме, се кревавме, волјата беше Божја така и најпосле се смилува Господ Бог, не крена на нозе, дури и не избра како свој народ. Пред 10 векови имавме своја држава и своја црква, а еве и сега пак се здобивме со национална и црковна слобода и самобитност. Во антифашистичката борба на народите од 1941 до 1945 година голем е придонесот и на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија. Уште во почетокот на грчко-италијанската војна од 1940 година македонците учествуваа во борбите против италијанскиот фашизам и по капитулацијата на Грција во 1941 година масовно учествуваа во борбата и против германскиот фашизам. Речиси 6000 македонци се бореа во редовите на единиците на ЕЛАС, а 20.000 учествуваа во резервните единици на ЕЛАС.